А транспарентноста и одговорната работа на општина Кисела Вода дефинирана како едно од незините стратешки приоритети, во изминатиот период овозможи нов концепт на функционирање на оваа локална самоуправа. За реализацијата и секако за резултатите во наредните минути разговараме со градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Како еден одличен пример за тоа што претходно го кажав во најавата и направен чекор во насока на транспарентно однесување на урбанистичките планови кои подразбира вклученост и на граѓаните и на стручната јавност во реализирање на овие планови, но за тоа малку подоцна. Најнапред би сакала да почнеме со она што е навистина актуелно. Пред 2 седмици го презентиравте отчетот пред граѓаните, рефериравте за сработеното во изминатите 2 години за време на вашиот мандат. Се работи за импресивна бројка од 90% реализација. Па секако најдобро е да почнеме со она што е највидливо како резултати, а се чини и децении наназад представуваше голем проблем и болка за жителите на општина Кисела Вода, обновата на инфраструктурата. Колку сте вие лично задоволни од тоа што го реализиравте? Точно како што споменавте вие, пред некаде околу 10 дена, сметам дека како млад политичар честно е пред граѓаните да излезете со отчет за она што сте го сработиле, а при тоа граѓаните ви дале шанса. И минатата година имавме отчет за сработеното на 1 година од мандатот, сега оваа година направивме на 2 години и го потврдивме она што за граѓаните ни дале доверба пред 2 години, а тоа е довербата нивна дека е оправдана со реализација на над 90% од програмата практично што сме обврзани и сме се обврзале пред нив да ја реализираме за 4 години, што говори за една сериозна бројка на реализирани проекти за макотрпна работа. Јас тоа го должам и на мојот тим, затоа што јас сам не функционирам, не работам. Работам со голем тим кој што колку што јас сум вложен во цела оваа работа и реализација, подеднакво се и они вложени. Јас денес во вашето студио го носам и отчетот кој што во наредниот период при посета на местни заедници, каде што патем ја уште еден чекор во транспарентноста и отчетноста, ја креираме и буџетската програма за наредната година. Секако ќе биде поделен и овој отчет пред моите сограѓани. Ова е еден пример за вас кој што ги содржи сите проекти наши реализирани. За сето тоа што сте го реализирале и во креирањето на буџетската нова 2024 година ќе имате можност да вметнете и нови проекти, затоа што веќе 90% сте ги реализирале планираните. Јас малку обширно одговарам на прашањава. Малку подетално да одиме кога станува збор за инфраструктурата, да. Морам да ги изнесам сите детали. Значи, во овој отчет што ете ви го доставив и вам, освен што имаме проекти реализирани кои што се, како што споменав, над 90% од програмата која што сме обврзале за 4 години да реализираме, има и доста голем број на проекти кои што не сме се обврзале, но бидејќи општините се, како што знаете, жива материја, постојано се соочувате со проблеми, прашања кои што сме ги немале во предвид пред да бидат локалните избори пред 2 години, па сепак према приоритетите сме се одлучили и ним да им дадеме до значење, до важност. Секако дека и тие се сработени ги содржи отчетот, како што споменавте вие, во нашата програма, односно во делот на нашето функционирање за изминативе 2 години, доста сериозен аспект се обрна и внимание на инфраструктурата, како подземната, така и надземната инфраструктура. Посебно што сте општина која што започнува да се шири непосредно од самото централно градско подружје. Точно. И секогаш земавме во предвид изминативе 2 години, а така ќе биде и во перспектива во остатокот делот од мојот мандат до завршувањето на истиот. Значи, секогаш земавме во предвид да првенствено подземната инфраструктура биде сработена, затоа што не е логички според мене и според тимот мој да вие инвестирате реконструкција на улица или пак изградите нова улица, а при тоа после година, 2 или 3 се инвестира повторно, се трошат пари за подземна инфраструктура вградување, а истовремено и подоцна и преправање на таа улица.
така да секаде каде што ја завршивме надземната инфраструктура, а тоа е над 44 километри улици во кисела вода, асфалтирани и поплочени со павер елементи, секаде земавме во предвид да првенствено биде подземната инфраструктура средена. Тоа е една импозантна бројка. Ако направите паралела 30 на години наназад, сумарно во кисела вода нема толку поплочување и реконструкција на улици, што говори исто така за сериозноста на нашиот ангажман. Исто што се однесува на подземната инфраструктура, 6690 метра канализациона мрежа имаме поставено изминативе 2 години, 3610 метра имаме атмосферска канализација и над 5500 метри квадратни имаме водоводна мрежа. Во моментов работиме на довршување на одредени водоводни и канализациони системи. Еден од најзначајните проекти на кои што сме силно фокусирани е населба Стаклара и Каменик. Една населба која што е исто како што споменавте блиску до центарот на градот, некаде околу 4 километри оддалечено од центарот на Скопје, но 50 на години немаше ни водоводни канализација во тоа населено место, а има сериозна бројка на домаќинства кои што живеат таму, има дечиња, има млади родители, брачни парови, има и повозрастна категорија на наши сограѓани. Таму во моментов работиме на подземна инфраструктура, канализација и водовод. Канализацијата ни е веќе отпочната, а водоводот од пролет ќе го стартуваме, која што ќе биде во вкупен износ од 9,2 километри. Тоа е еден од најсериозните потези од ваков тип што ќе се сработи таму, и тоа е практично и последното населено место каде што го обезбедуваме со основни, како што знам често да го говорам, тоа основни хумани услови за живот за нашето население, и секако подоцна ќе следи и асфалтирање на улиците во тоа населено место. Би сакал да продолжиме со она што го кажа во самиот ВОВЕ, транспарентното донесување на урбанистичките планови. Неодамна ги презентиравте резултатите од меѓународниот конкурс за идејниот лик за расадник. Ќе ве прашам какво решение победи и само ќе кажам Киселаво да избра концепт за хумано домување наместо бетонизација на расадник. Задоволни ли се и граѓаните од решението? Граѓаните се задоволни, јавноста е задоволна, што е многу важно. Јас сум задоволен како градоначалник и како човек кој што го водеше целиот овој процес. Ова практично беше моја идеја и предизборно ветување. Заедно со тимот се покажа дека имаме капацитет да го сработиме, иако многумина во предизборието и изборието пред да бидам избран од граѓаните за градоначалник, сметаа дека тоа го правам за популизам и политички поени, кога од другата страна во тој момент имаше решение кое што се нудеше за граѓаните со груба бетонизација на расадник, или практично 99 згради кои што требаше во тој градски четврт да никнат таму. Како што споменавте вие, видно е задоволството сега кај граѓаните. Видно е од аспект што се избра решение кое што победи наспроти бетонизацијата, а тоа е решение за хумано живење таму. Впрочем, јас сум еден од жителите на Расадник и моето дете живее и расте таму, и како и моите сограѓани, нормално дека задоволство ми причинува кога ги менуваме условите на подобро, а тоа подразбира ако во минатото се предвидувало 100 згради, сега да има од над 1 милион квадрати за живење, сега има 198.000 предвидено, што знаете дека е многу сериозна разлика, или само 20% или во превод за 80% помалку стамбено домување таму. Тоа е едната димензија. Втората димензија е ако се предвидувало 5000 метри квадратни зеленило на цел тој потек, сега се предвидуваат над 100.000 метри квадратни. Ако се предвидувала една граденка, сега се предвидуваат 2 граденки и така натаму, што значи дека покажавме дека имаме демократски капацитет, дека може политиката и бизнис интересите на поединци да се тргнат настрана и дека може да се действува и да се работи во интерес на граѓаните и само на граѓаните. Ова беше процес во кој што беше вклучена целата стручна јавност од Република Македонија, на моје огромно задоволство. Беше под покровителство и под капата на UNDP целиот процес, што доволно говори за транспарентноста. Имаше во комисијата представници од Италија, односно од Институтот градежен во Болоња, кои што на моје задоволство исто би споменал со неколку члена делегација од професори на дента на
процесот кога беше јавната презентација на трудовите пред јавноста, односно изложбата, присуствуваа на самиот чин, на самиот настан, што говори за отвореноста и транспарентноста наша во целиот процес на одлучување. Вклучени беа граѓаните, вклучена беше стручната јавност, вклучен беше невладин сектор и меѓународни организации. Единствен кој што внатре не беше вмешан и беше тргнат настрана бев јас од целиот процес и сметам дека во вистинска смисла на демократијата на ваков начин треба да функционираме, да делуваме се во интерес на граѓаните и ова е еден пример после изборот на идејното решение на Кензо Танге во 65-та година, мислам дека 1965 година, единствен пример, особено во независна Македонија, после 90-та година наваму, каде што оставаме простор оние кои што се стручни да одлучат за тоа како треба да се креира една градска четврт. Особено ме радува што во последно време локалните самоуправи низ општините во земјата се повеќе водат сметка за транспарентноста и тоа треба да биде нивна главна, основна водилка во работењето, затоа што отчетноста и транспарентноста кон граѓаните практично ги потврдува и резултатите кои што ги реализирате. Вие го презедовте раководството на општина Киселавода со наследен долг од 3 милиони евра, но сега можеме да кажеме дека општината е во ликвидна кондиција и при тоа се спроведува рамномерен развој во сите населби. Што може граѓаните да очекуваат од буџетот за 2024 година? Па јас како што споменав, првенствено за 2024 година најпрво ќе следат оние 10% што ми остана до нереализирани од програмата да се реализираат и секако дека ќе има и проекти кои што се надвор, како што споменав од програмата. Затоа во моментов се одвиваат форумски сесии во општината каде ги вклучуваме целосно граѓаните за одлучување, за креирање на програмата, за проекти кои што ќе ги предложат и така натаму. Паралелно во текот на наредниве денови, како што споменав на почетокот на вашата емисија, при дистрибуција на отчетот по местните заедници и урбаните заедници низ Киселавода, секако дека ќе се отвори дискусија од моја страна, од граѓаните кои што ќе бидат присутни таму, но и секторските раководители кои што ќе бидат вклучени во цел процес за најголемите недостатоци, моменти на кои што треба сериозно внимание да се обрне во текот на наредната година и тоа сето да се испланира во буџетот. Секако за буџетот ќе бидат вклучени и невладиниот сектор и они да дадат своје мислење, но истовремено ќе бидат вклучени и советниците од сите советнички групи, затоа што без разлика што јас доаѓам од редовите на ВМРО ДПМН, има советници кои што често пати знаат да дадат и од другите опозицијски на локално ниво политички партии конструктивен предлог и идеја кои што секако ги прифаќаме кога станува збор за интересот на граѓаните и сето тоа да биде вклопено во еден сериозен буџет во каде што ќе продолжи понатамо акцентот да се става на образованието, што ми е вака приоритет во целото мое действување. Откако споменав дека ќе завршиме и со стаклара каменик со подземната инфраструктура, секако дека во наредната година ќе се земат во предвид и ќе бидат дореконструирани остатокот дел од улиците, патната инфраструктура на територија на општина Киселавода, ќе продолжат инвестициите значителни во спортот. Ние сериозен дел од нашите средства и оваа година ги искористивме во овој дел и тоа е видливо на терен, тоа е практично нешто што е опипливо. Ако подземната инфраструктура може да почестуваат како благодат граѓаните кои што живеат таму, но не е видлива, бидејќи е подземна инфраструктура, спортските инвестиции се и како видливи и се на општо задоволство на нашето население. Ќе инвестираме во рекреативни места, кои што, иако инвестиравме изминатиот период, сметам дека треба да го кренеме нивото за во наредна година. Има уште други Има што многу да кажете, меѓутоа не ни е доволно долго времето за да можеме се да офатиме, подиме на најклучните моменти. Еден од главните сегменти како дел од делувањето на локалната самоуправа е како ги помагате социјално загрозените граѓани, што е со лицата со посебни потреби, по старите лица, колку и тие се застапени во вашите проекти? Па секако дека се застапени. Ние имаме еден прекрасен проект кој што го работиме со Црвениот крст, каде што социјално
загрозени семејства и особено онаа категорија на наши повозрасни сограѓани кои што при тоа немаат кој да им помогне во секојдневните активности, а тоа се дали требало да отиде до болница, до амбуланта, дали требало да се снабди со некоја намирница за дома, дали треба да плати сметка или така натаму и така натаму. Нудиме бесплатен транспорт, односно и тоа се практикува доста од страна на повозрасната категорија на наши сограѓани. Имаме цел сет за социјално ранливи семејства на мерки како што се, например, огревно дрво, субвенции за огревно дрво, печки за пелети и пелети, кои што се исто така најмногу наменети за социјално ранливите семејства. Имаме цел сет ослободени се од плаќање во училишта, во градинки дечињата од еднородителски семејства и социјално ранливи семејства, цел сет на активности поврзани со спортот, курсеви по странски јазици и така натаму, кои што бесплатно ги добиваат како ваучери од страна на општината. Многу можности кои што може да ги искористат граѓаните на општина Гледате Киселаво, како се трудиме во целиот процес на наше дејствување, првенствено да бидеме транспарентни, сериозно инклузивни да бидеме. Ние треба да споменеме дека сме и првата општина во Скопје, не знам за во Македонија, но за Скопје сум сигурен дека сме првата општина која што отвори ВУСИ целосно инклузивна градинка и прва во Скопје. Имаме Кузман Јосифовски Питу, прво основно училиште во Скопје кое што е целосно инклузивно и за дечиња со попреченост да можат да функционираат, така да од тој аспект гледаме и кога станува збор за социјално ранливите семејства или пак еднородителски. Ние имавме и за време на летните распусти ги обезбедивме со летување во Охрид дечињата од еднородителски социјално ранливи семејства. Гледаме сите да се чувствуваат подеднакво важни. Тоа е барем мојата заложба. На крајот на денот се поминува, но многу ми е важно во периодот кога јас имам можност да администрирам, да помогнам и на оние кои што биле на маргините во минатото, а тоа мене лично ми смета и затоа се трудам тука да поставиме подеднакви можности како и за останатите, за сите нив. Ја заокружувате, ја завршувате ова 2023 година со навистина голема и успешна реализација на планираните проекти и сосема кратко за крај. Декември е месец кога сите сме во предновогодишно расположение. Минатата година Киселаво да обезбеди бесплатни пакетчиња за 5000 деца. Воедно организиравте голема забава нели за дечињата со Дедо Мраз и имаше навистина убаво слушување. Дали во оваа година предновогодишно може да се очекува ваков вид на забава за најмладите? Да, па истото, кратко. Да, истото како и минатата година. Мораме да најавиме, да. И за оваа година го планираме. Исто над 5000 пакетчиња ќе има бесплатни за дечињата од градинките, за социјално ранливи семејства, еднородителски семејства и така натаму, но ќе има и манифестација на која што за сите присутни дечиња ќе има нормално пакетче од страна на општината обезбедено и за тоа деталите ќе ги изнесеме при крајот на годинава како што нели е редот. Организирате и реализирате голем број на културни настани и манифестации за одбележување на значајни настани и датуми, но за тоа во некоја наредна прилика. За сега ви благодарам многу за гостувањето во програма на градови. И вам ми беше чест и задоволство да бидам ваш гост.